Благодарам, председателке. Господине Велковски, многу кратко. Кога бевте опозиција, имаше пошумување на секаде низ Република Македонија, вие паѓавте во несвес, не вие лично, вашата политичка партија. Во Битола секојдневни протести организиравте. Во Скопје министриве ваши се шитаа по улици со маски. Кажувавте дека многу ви е битно екологијата, дрва да се садело и така натака. Сега министерката пред 20 минути ни кажа дека во цел буџет Велковски има 17 милиони денари за пошумување. И тоа кажано 23 ли се? 23 милиони, така? Завршуваме 23 милиони, господин Иванов. 23 милиони преведено. Колку сака нека? Еве 23 милиони нека, а не се. Еве министерка, сајте колку пари се тоа? 380 илјади евра. Толку се. За цела држава, за секаде низ Македонија. Па појќе пари потрошивте за она мало на кровче на ГТЦ 10 на 10 метрики, што направивте жални врби од Алиекспрес, да. Ваму во Вардар дрва садеше претходната власт, вие направивте на корито таму, па во коритото внатре вода, па во водата 3 дрва. Символик. Не, сакам да ви кажам колку сте непринципиелни. Тогаш имаше огромни акции, дел успешни, дел неуспешни. Се садеа многу дрва, многу не успеа, многу успеа и така натака. Ама тогаш беше малце. И вие протестиравте да има повеќе. Сега сте власт, па излегувате, ни објаснувате зошто не може да има ништо, воопшто. Тоа е разликата. Не ја ширам повеќе. Искрено се надевав дека бар овој амандман ќе биде прифатен од парламентарното мнозинство, се надевав и на министерката, ама жалам што не е така. Да апелирам господин Иванов да го намалиме времето на расправа меѓу нас, да го зголемиме времето во кое што ќе лобираме кај министерката, кај пратениците, бар реден, два амандмани за Велес да бидат прифатени. Благодарам. Благодарам. Тука